И покрај се и над се постои еден мал дел од немирната земја планета кој неуморно работи за мир, а под мотото едно небо за сите. Мал дел е затоа што се работи за најмалите, децата. Се вика прва светска детска амбасада Медјаши. Во поранешна Југославија формирањето на оваа организација уживаше голем публицитет во светот. Самото име на амбасадата кажува дека работи во интерес на најсовесните и најсвесните суштества, најбројната армија која не се бори со вистински пушки. Медјаши е местото на тромеѓето меѓу Босна и Херцеговина, Хрватска и Србија. Со оглед на она што се случува на тој простор сега, амбасадата не работи како таква, а просторот од 36.000 км2 кој беше отстапен на неа е опустошен и без луѓе. Во функција на оваа амбасада се формираа повеќе конзулати ширум Европа, а како генерален работи оној за Република Македонија во Скопје. Деновиве, со цел да ве информираме повеќе, ги посетивме во нивното седиште на улица Чедомир Миндеровик, број 39. Од овие кадри можете да забележите како се функционира во најдобар ред. Тргнуваме по ред, меѓу главните организатори на работата се младите кои дел од денот поминуваат во овие работни простории, ведри и среќни, далеко од домашните проблеми или подобро речено од проблемите на нивните родители кои што умеат и тоа како да влијаат врз нормалниот развој на детето. Редовно во медиумите ќе проследиме понекоја информација во врска со работата на оваа хуманитарна организација. Тоа значи дека луѓето крајно професионално се однесуваат кон работата. Од самото формирање функционира и одделот за маркетинг и односи со јавноста. Успехот во работата се темели на добрата организираност, како што рековме. Центарот за другарство е одговорен за комуникација со сите членови, а верувајте ги има во голем број. Колку точно се зашленија, ќе ни каже Јулијана Зоксимовска. Вака во детската амбасада постојат пред се две листи, листа на возрастни и листа на деца. И возрастните и децата се зачленуваат на оваква пристапница, каде што се потполнува и се достава до нашата архива за пристапници. И до сега имаме, еве, може и камерата да забележи колку пристапено, а последниот број е 963. И овдека децата добиваат беч со пристапувањето во детската амбасада, инаку не наплаќаме чланарина за членувањето, а сепак верувам дека има убаво тука.
Докажавме на светот дека младите од Грција и Македонија се способни да се сакаат и почитуваат меѓу себе. Беше организирана средба во Скопје меѓу две делегации. Точно така, тука дојдоа деца од Грција. Со тоа докажавме дека со детската амбасада нема ембарга за ниту една држава, ниту со една држава. Дојдоа децата од Грција, млади претежно беа, заедно друга